41-годишен маж од село Подлог во Кочанско се заразил од корона, но не знае како. Ниту патувал надвор од државата, ниту пак имал социјален живот. Единствен контакт со надворешниот свет му биле болниците. За неполн месец дури 3 пати бил во Скопје, со цел да му се направи ехо. Лицето кое се грижи за мажот кој со хронични заболувања прифати да зборува за Алфа, но не сакаше да му се открие идентитетот, од страв дека ќе биде стигматизиран во средината во која живее. Се започнало кон крајот на март, кога неговиот војко се разбудил со трески и вртоглавици. Откако виделе дека состојбата му се влошува и има покачена температура, со приватно возило го однеле во Кочанската болница. Утредента состојбата му се влошила и итно бил хоспитализиран на инфективно во Штип. Четвртокот го однесов укочени у болницата. Од таму на ефективно, таму го пратија за Штип. Питуваа што како јас цело време без со докторите и со него во просторијата, питуваа го што и како, дали имал контакт што како он кажа само што бил у Скопје, никој друг контакт нема. Исто и ние, фала му на Бога, немаме некои симптоми на тоа. Од насија го заштипа Врнаа, го вика дечко ништо страшно, вика на мене ми кажа, вика нема потреба што се плашите, нема вика такви симптоми, вика за коронавирус, ништо не е страшно, вика оти на мене да ви направат нормално тест на цела фамилија. И вика ништо ќе полежа он туку болница, вика тоа ќе ви каже, ќе ви известиме што како. Меѓутоа само ден подоцна добиле итно известување дека нивниот роднина сепак е заразен со COVID-19. Бидејќи воопшто не се сомневале дека е болен во семејството, не носеле маски, па поради тоа сега цело семејство како и сопственикот на возилото со кое го транспортирале се ставени во изолација. Станува збор за 6-члено семејство кое е на работна екзистенција. Животот го поминуваат со скромни 7.000 денари, па како што велат, изолацијата дополнително ги загрозила. Молат мобилните општински тимови да им однесат храна за да преживеат. Со тие 14 дена не се ден 2 или 3 да се изради, 14 дена без цела фамилија никој да не мрна. Ние сме на социјална помош што зима војко ми баба ми 7.000 денари. Со тие 7.000 денари што поправ, дали метки да се платат, дали храна или хигиенство и било што и да е. Никој не е вработен, немаме некој призонен си у куќата, он е у болница и многу е лоша ситуација. Од Кочанскиот центар за јавно здравје не откриваат како пациентот се заразил од корона и уште колку лица поради тоа што сакале да му помогнат, а не носеле маски, се ставени во изолација.